Јапонија наведе 23 типа на полупроводничка технологија кои сега се предмет на извозни ограничувања. Тие вклучуваат напредна опрема за производство на микрочипови, како што се машините што гравираат силиконски налепници, до уреди што ги гравираат микроскопските кула на чиповите. Овој потек ќе влијае на способноста на Кина да произведува напредни чипови, вели аналитичарот Јошијаки Такаяма. Бидејќи бројот на компании со капацитет за производство на врвни чипови е исклучително ограничен, јапонската мерка ја отежнува Кина не само да увезува напредни чипови, туку и да ги произведува. Соединетите држави го забранија извозот на некои напредни микрочипови и технологија за производство на полупроводници во Кина минатиот октомври. Холандија, уште еден клучен производител на полупроводници, исто така воведе извозни ограничувања. Вашингтон вели дека сака да го спречи Пекинг да ја користи технологијата за воени цели. На самитот на групата 7 во мај во Јапонија, сојузниците се согласија за потребата да го отстранат ризикот од потенцијалната кинеска економска принуда и да се избегне да се подпираат на Кина за полупроводнички технологии. Напредниот кинески капацитет за производство на полупроводници нема да расте, барем на краток до среден рок. Згора на тоа, денешниот научен напредок во голема мера се должи на анализа и симулации на големи податоци наместо на повторени обиди и грешки. Така се чини дека Кина со својот ограничен пристап до најсовремените полупроводници би можела да заостане во науката и технолошкиот развој. Јапонија не ја именуваше Кина како цел на нејзините извозни ограничувања кои се однесуваат на вкупно 160 земји. Но Пекинг реагираше со гнев. Занемарувајќи ја сериозната загриженост на Кина, Јапонија инсистираше на преземање и спроведување мерки за контрола на извозот кои јасно се насочени кон Кина. Некои во Јапонија стравуваат дека Пекинг ќе возврати. Ваквите кинески мерки би можеле да бидат против поединечни јапонски компании, како во случајот со санкциите против американскиот производител на чипови Микрон, или Пекинг може да ограничи трговијата со Јапонија за одредени производи. Аналитичарите велат дека од витално значење е западните сојузници да ги координираат нивните извозни контроли. Се очекува САД да ја ажурираат својата листа на забранети технологии за полупроводници во наредните недели.